новата тужба поднесена против американскиот рапер Шон Комс, познат како Диди, неговиот поранешен вработен дава увид во контроверзните забави на некогаш познатиот музичар. Тужителот според наводите морал да чисти по неколкудневните секс забави. Филип Пајнс го тужи Диди за сексуална злоупотреба, сексуално вознемирување и секс трговија. Мажот ги опишува подготовките на хотелските соби за повеќе дневните оргии на P. Diddy со жени, кои што тој ги нарекувал ноќите на дивиот крал. Таму наводно требало да има црвени светла, кофи за мраз, мед за машкото либидо, масло, публиканти, крпи, алкохол, марихуана, други опојни средства и секс играчки. Музичарот според тужбата за чистењето крв, телесни течности, дрога и така натаму оставал и поголем бакшиш за вработените во хотелот со надеж дека штетата ќе остане непријавена. Натаму Пајнс тврди дека Диди го принудувал на секс додека овој гледал, а тужителот се чувствувал како животно кое мора да ја докаже својата лојалност, се наведува. Тимот на P. Diddy ги отфрли наводите од тужбата, велејќи дека раперот ќе победи на суд и дека се уверени во тоа.